Ова ќе биде многу кратка епизода, ама многу потребна. Нормален прогрес после зашто да вежбаме е што да вежбаме. Секое правилно вежбање е добро, но сите имаме различна идеја за тоа каков бенефит сакаме да добиеме од вежбањето. Денеска ќе се запознаеме со двата типа на вежби кои постојат. Аеробични и анаеробични. Буквалниот превод на двата термини е аеробик со воздух и анаеробик без воздух. Самите термини означуваат какво гориво користат вежбите при нивното правење. Аеробичните вежби користат кислород и масти, додека анаеробичните вежби користат јаглехидрати и метаболиски процеси од јаглехидратите. Аеробичните вежби се вежби што се прават во понизок срцев ритам и може да се прават во подолги периоди. Неколку аеробични вежби се трчање, планинарење, возење точак и пливање. Иако се ова аеробични вежби, доколку зголемите интензитетот, ќе го зголемите и пулсот. Ако пулсот се зголеми до степен да не можете да вежбате и да зборите, тогаш најверојатно сте влегле во анаеробична работна позиција на телото. Што значи дека вашето тело веќе не користи кислород и масти, туку користи јаглехидрати за гориво. Доколку сакате да практикувате само аеробични вежби, најлесен начин тоа да го направите е со мерење на пулсот. Како се мери пулсот? Наједноставен начин и генерално добар за сите е: според тоа колку години имате, треба да одредите колку е вашиот максимален пулс. На интернет може да ги најдете тие табели, спрема годините ви кажуваат колку ви е максималниот пулс. Вашиот аеробичен работен распон е од 70 до 80% од вашиот максимален пулс. Се испод тоа нема некој здравствен па ни спортски бенефит, а се над тоа веќе не е аеробична вежба, него е анаеробична вежба. Од друга страна, анаеробичните вежби се вежби на експлозивност, голема брзина, голема сила. Тие не може се практикуваат во подолги временски периоди, бидејќи користат многу енергија и генерално се практикуваат со повисок срцев пулс, што и не мора да значи. Пример, кога се креваат тегови, не секогаш имате вие висок срцев пулс, а секако сте во анаеробична работна позиција, бидејќи за да се крене тегот, телото користи јаглехидрати. Некои од анаеробичните вежби се дигање тегови, скокање, трчање спринт и борење. Анаеробичните вежби, за разлика од аеробичните, треба да се практикуваат со повеќе внимание, бидејќи се склони на повеќе непредвидливи повреди. Тоа не значи дека не можете да се повредите и при аеробични вежби, но шансите се многу помали, бидејќи анаеробичните поради својата експлозивна природа носат повеќе несакани позиции од аеробичните. Сега ќе наброиме кои бенефити ги имаат и аеробичните и анаеробичните вежби. Па видете вас која страна повеќе ќе ве повлече за вежбање. Двата типа на вежби намалуваат ризици од срцеви болести, од тип 2 диабет, од анксиозност, од депресија, заекнуваат коски, мада анаеробичните туку имаат малце поголем бенефит, бидејќи ги зацврснуваат повеќе и ги заекнуваат исто мускулите и додаваат подобра врска на коска мускул. Анаеробичните вежби користат повеќе калории од аеробичните и по теорија би требало полесно се слабее со нив, но во пракса не е баш така. Бидејќи аеробичните може се вежбаат во подолги интервали и генерално кај луѓето имаат подобар бенефит за слабење. Аеробичните вежби даваат издржливост, каде што вие можете да работите подолго време една работа со помал интензитет. Додека кај анаеробичните обратно, вие можете помалку време да работите работа со поголем интензитет или сила.
мал совет од мене, немојте да натежнувате на едната или на другата страна. Доколку можете, практикувајте ги балансирано. Мислам, убаво е да можеш да кренеш голема тежина, ама па од друга страна е убаво и без проблем да се качиш на водно. Убаво е да закуцаш на баскет, ама од друга страна е убаво да можеш да изиграш неколку партии баскет без да се задишиш. Друго, убаво е да изгледаш мускулесто на плажа, ама па и мангупски е да можеш да извозиш точак до Охрид, така. Така да и двете си имаат своји бенефити, што се од секојдневниот живот, здравствени, генерално им се поклопуваат плюс минус, а мој совет ви е практикувајте ги двете балансирано. Двете заедно ќе ви го подобрат квалитетот на живот многу повеќе отколку ако аплицирате само едно од овие вежби. И двете се вредни за внимание. И фала ви што бевте со мене оваа епизода, се надевам дека ќе имате бенефит од истава и се гледаме идната недела. Чао!